А сега едно дело кое што ќе ни го представи авторот Панче Куцев, кој што го напиша Кралот над кралевите. Вториот гостин за денес во студиото, токму момчето кое што направи ново дело и верувам дека ќе си го најде своето заслужено место. Дали нешто ќе се напиете, повелете? Добро утро. Добро утро. Вода, доволно е вода да се напиеме, да се освежиме. Добро утро, Панче. Така е, во вториот дел од разговорните интервјуа, почитувани гледачи, нагости во студиото на телевизија Алфа ни доаѓа авторот Панче Куцев. Именно на сајмот на книга на овогодинешното издание се случи промоцијата на неговото второ дело Кралот над кралевите или потрагата продолжува. Веќе сте запознаени, верувам, со првото дело, каде што фокусот е повторно Македонија, историјата, археологијата, фактите од македонската историја во првото дело на мојот денешен гостин, потрага по загубениот гроб. Панче, добро утро, благодарам што си дел од утринската на телевизија Алфа. Како си ова утро? Добро утро и на вас, добро утро и на сите гледачи кои што во моментот не гледаат. Па, одлично се наоѓам. Атмосферата овдека е прекрасна. Кралот над кралевите, потрагата продолжува. Промоцијата првично се случи на сајмот на книга за оваа година во издавачката куќа, во издание на издавачката куќа Збор. Што ни носи Кралот над кралевите? Па, како што кажавте, промоцијата или најавата за делото веќе помина на сајмот на книгата оваа 2026 година. Тоа беше едно запознавање со читателите кои што веќе го прочитале првото дело, но и они останатите кои што не го прочитале, дека имаме ново дело за читање, се надевам дека ќе им се допадне. Што ни носи ново? Па, како што кажува и самото дело, потрагата продолжува. Потрагата по загубениот гроб беше една потрага изведена од страна на трио од еминентни македонски археолози кои што го бара гробот по едно од најголемите македонци на сите времења, Александар Македонски. Така да, потрагата продолжува и во второто дело. Сега имаме нови ликови, имаме нови локации, нова мрежа на движење. Знаете како е, кога ќе се влезе во една потрага е исто како да влегувате во шума. Влегувате во шумата, се надевате дека ќе стигнете до целта, но не знаете кој пат ќе го фатите. Така, на тој начин е напишано и делото и на тој начин се движам и јас низ пишувањето и низ створењето. Да напоменеме, Панче, дека ова е продолжение на првото дело, потрага по загубениот гроб, каде што делото се распродаде веќе во подготовка и вториот тираж. Првото дело беше во самостојна твоја режија. Како беше прифатена токму оваа приказна, колку македонската читателска публика беше спремна за нешто вакво, кое што спојува историја и археологија и криминологија како дел од твојата професија, кое што си нели по вокација? Па, искрено, изненаден сум колку добро помина делото. Секогаш нели ги имаме критиките од една, критиките од друга страна. На почетокот, кој е овој автор, нов автор, пишува вака сериозна, реално сериозна тема, меша криминалистика, археологија. Дечкото не е археолог по вокација, но тие не знае дека пред да влезам јас во Министерството за внатрешни работи и работев како туристички водич на локалитетот, на археолошкиот локалитет Стоби, на најголемиот и најистражениот локалитет. Од каде што и доаѓаш и ни потекнуваш од Градско? Токму така. Доаѓам и потекнувам од Градско и работев на локален, бев еден како да кажам, заработав на своја територија, на најголемиот локалитет и објективно најубавиот и најистражениот досега во нашата држава. Пред да продолжиме со разговорот, почитувани гледачи, ќе може на најбрзиот од вас кој што ќе ни се вклучи и ќе ни се јави да доделиме еден примерок од Кралот над кралевите, па ете, доколку имаме гледач во текот на разговорот, Панче Куцев ја подарува Кралот над кралевите на еден од вас. Колку време се создаваше продолжението? Стоеше ли во фиока подолг период? Се мислеше ли со кого да соработуваш, бидејќи првото дело е самостојно издание? Па да. Книгата беше завршена во, да речем, релативно краток период. Јас не знам како творат останатите автори, како творат моите колеги кои што пишуваат романи, поготово на оваа тематика, но за се напише една историска фикција, ќе ја наречам на кратко, потребно да се соберат одредени податоци, информации, истите да се сумираат, 2 пати да се проверат, 3 пати, бидејќи јас во книгата користам историски вистини, историски податоци кои што не се измислени е само приказната по која што се движиме и ликовите, но и тие се базирани врз одредени лица, ликови кои што ги сретнуваме во секојдневието. И преку нив сакам да презентирам одредени групи на граѓани кои што ги имаме кај нас.
така да навлегуваме малце и психолошки во ликовите кои што ги имаме во делото. Сега, напишано беше кратко, веднаш откога го промовирав првото дело за неколку месеци, да не потенцирам колку конкретно точно, и размислував дали да го одам пак целиот пат сам, дали повторно да бидам во самостојно да го издадам делото или да дадам шанса на некој од издавачките куќи во Македонија. Сумирав, гледав, разгледував, контактирав со неколку издавачки куќи, но на крајот се решив да изберам издавачката куќа Збор, бидејќи се наоѓа во Велес, каде што во моментов живеам, творам и работам, и се решив да ги исконтактирам нив, да бидам докрај локален патриот. Имаме и гледач на линија. Ало, добро утро. Добро утро, убав ден. Добро утро, господи, убав ден и вам. А вие сте во стварно најубаво друштво што може да биде, во млади личности што се стварно патриоти, што сакаат да ја најдат вистината. Многу ви благодарам, господјо. За корените на македонскиот народ. Нема што стварно такви личности нас ни требат. Ви благодарам многу за... Ви благодарам. Што имате такви млади ликови што има Македонија и што стварно со вакви млади ликови ќе остане Македонија во иднина да постои. Така, вие си добивате еден примерок од Кралот над кралевите. Ви благодарам за убавите зборови. Токму така во утринската на телевизија Алфа носиме актуелни, помалку познати или познати имиња кои што заслужуваат медиумска простор. Пане, колку време се работеше, кажавме, кои се реакциите? Како реагираат? Очекуваа ли продолжение на потрага по загубениот Збор? Прашуваа ли каков е фидбекот на читателската твоја публика? Сепак кажав колку сме спремни за нешто вакво кое што тежи. Така, па публиката која што го прочита првото дело очекуваше и беше во нетрпение. Дури бев на одредени моменти бев форсиран де побрзо, ајде издади, додека сме во тек, па ќе треба наново да го читаме првото дело, да се потсетиме, голем број на факти се внатре наложени. Меѓу другото, првиот дел завршува со Зборот продолжува. Јас го најавив продолжението, го најавив продолжението и најавена е трилогија. Фактички се надевам дека ќе излезе и трет дел. Иако можеме да завршиме тука, приказната е завршена, еден круг е завратен целосно, но кога се зборува за Александар Македонски, кога се зборува за нешто што не е пронајдено, по нешто што се уште се трага, можеби е таа лажна трага, лажна вистина, не е докрај доистражено, можеби ќе треба да се насочиме на трета локација. Многу тешка тема, многу широка тема, историски факти, истражувања, внесуваш археологија, криминалистика. Колку е потребно да се истражува за се това да изгледа вака сериозно? Имав среќа, како што споменав и претходно, да работам на археолошкиот локалитет Стоби. Шетајќи ги туристите низ локалитетот Стоби, разговарав со секаков вид на гости, сме разговарале со археолозите кои што ги вршат ископнините. Историјата секогаш бил мојот омилен предмет и во основно и во средно училиште. Јас се надпреварував по историја и во основно и во средно, на регионални државни надпревари, освојував високи места. Тоа беше кога ќе треба да направиме спој криминалистика, историја, археологија, тука методологијата на истражување е спојката меѓу нив. Сите три науки или научни дисциплини се поврзани со таа методологија. Имаат иста или слична методологија на истражување. Па не ми беше тешко тоа да го спојам. Верувам, кога една опасна потрага започнува во Охрид, таа се претвара вели во трка со времето што води низ Европа и Блискиот Исток. И сега преку ликот на Марко, тајни организации го вовлекуваат со неговите сојузници. Му даваш ли нешто свое на Марко во книгата? А Марко е, впрочем, името на твојот син? Баш така. Значи, на Марко, како и на многу други ликови во книгата, им давам нешто од себе. Им давам нормално, се пренесувам сами од себе си, но не само во Марко, не се пренесувам целосно во ниту еден лик. Ајде, ако треба најдобро тоа да го представам, Марко е моето минато, мојата младост, мојот период од 20 до 25 години. Ако себе си се гледам во некој од ликовите, тука повеќе би се ставил во улогата на професорот Метју Паркер, кој што е идолот и менторот на Марко. Значи, Метју е мојата сегашност, Марко е моето минато. Сведок сум на сето оно кое што го имаш создавано и колку имаш ти истражувано во историјата како гранка, како таква. Се отвараат ли повеќе прашања после издавањето и на втората книга, односно дебати, се случи и промоцијата првичната. Ти приоѓаат ли луѓето, читателите, какви се нивните реакции и се отвараат ли дебати околу ова прашање кое што се провлекува годиниве наназад? Па ќе почнам прво со колегите автори, колегите по перо.
Изненаден сум колку многу автори кои што претходно не твореле на оваа тематика, сум ги подбуцнал и почнуваат да пишуваат историски фикции, па дури да пишуваат на истава или на слична проблематика, да го чепкаат Александар, да чепкаат во античката македонска историја. Изненаден сум од тој сегмент, а луѓето и претходно додека пишував или оние кои што знаеа дека сум во фаза на создавање на едно вакво дело ме контактира. Изненаден сум од тоа колку телефонски контакти, колку комуникацијата на социјалните мрежи ми пишуваат на Facebook, на Instagram, бараат прашања вистина ли е, дали ликовите се поврзани со одредени ликови кои што постојат. Дури има и до таму одредени читатели мислат дека јас правам тука паралела, дека одредени ликови на вистина постојат и дека оваа потрага е дури изведена некаде, дека јас ја представувам само на хартија. Добро, тоа е убаво да се заинтересираат за сето на кое што се случува во твоите дела. Пане, колку е тешко денес да се трага по вистината? Денеска во морето на информации кои што секојдневно ги добиваме, многу тешко да се трага по вистината. Дури можеме да кажеме дека објективна вистина денеска во ова море на информации дури и немаме. Некогаш факти кои што знаеме, кои што јас и ти ги гледаме сега и знаеме дека се објективна вистина, за некој друг тоа не е вистина. Тие не веруваат во тоа. Премногу его, премногу субјективизам, премногу информации, непроверени извори, секој твори, секој нешто пишува. Имаме една бура, молња на информации кај што многу тешко се доаѓа до вистината. И предизвикот да се трага по нејзе е уште поголем. Јас ги сакам предизвиците и не ми е проблем да трагам. Так. Верувам дека ќе очекуваме и друго дело од тебе. Верувам дека ќе продолжи соработката со издавачката куќа Збор, дека сте се нашле помеѓу себе, а да ја очекуваме ли следната промоција? Кога и каде? Можеби тоа ќе биде во твојот роден Велес? Па вака, како што спомнавме, промоцијата на делото беше на сајмот на книгата, но тоа беше само за познавање, на вид на запознање промоциите кои што се одвиваат на сајмот. Така, дека делото е веќе да, излезено мини печат. промоции, да се запознаат читателите. Првата промоција ќе биде дали во моето родно место, градско или во Велес, каде што сега живеам. Да, во Велес веќе имаме направено контакти, се надевам и мислам дека ќе биде дел од рациновите средби кои што престојат на почетокот на јуни. Ете, прекрасен повод и секако во фокус на рациновите средби да биде и ова дело. Можеби се уште е рано и свежо, меѓутоа се работили на нешто ново, ќе се пробашли на нешто друго освен потрагата по вистината за оваа содржина? Па да, јас сум, како да кажеме, еден конфузен лик, близнаци во хороскоп, кој што паралелно мора да работи две, а некогаш и повеќе работи за да бидам фокусиран. Мултитаскинг. Така, мултитаскинг лик, да, и во овој период истовремено почнувам, работам, творам на продолжение на ова дело, но пишувам и се обидувам да направам нешто за децата, за најмладата публика во Македонија, пробувам да напишам еден детски роман. Ќе видам дали ќе бидам успешен во тоа и дали ќе биде бидејќи навистина сосема различно од сето ова. Потрагата ќе продолжи, верувам и во трета книга. Што да очекуваме следно и колку криминологијата како професија ја внесуваш и во ова дело, односно колку ти помогна се она што е Панче Коцев денес да биде во книгите? Па, криминологијата, сите безбедносни науки од околу, криминалистиката, се обидувам да ги внесам максимално во делото, но да бидам ограничен, да го направам тоа што е можно пошироко, да не одам во специфичниот модус операнди, бидејќи знаете како да го пишува ова некој, ќе го спомнам тука мојот промотор Анде Јанков, он пишува, бидејќи веќе пишува криминалистички романи, он нема потреба да се држи до одредени информации. Јас како припадник на министерството морам да внимавам кои информации ги изнесувам. Се преиспитуваш ли содржински кога ги ставаш тие информации во книгата? Да, секој се преиспитувам и наоѓам филтер, тука користам мои соработници најблиски од кругот на семејството. Пред се ќе кажам, мојот прв филтер е мојата сопруга која што секогаш проверува, окей, дали поминува или не. Она ми е првиот читател кој што ги проверува. Така треба да биде. Да, веќе она и по професија работи нешто слично и она е филтерот кој што ги филтрира. Ништо без филтрите. И ништо без жената. Да. Јас би сакала околу ова дело Кралот над кралевите да ги скокутнеме малку, да скокутнеме публиката и нашите гледачи. Што еве кажавте дека сте работеле како туристички водич? Што е она што го откривте и го пренесувате во книгата? Некоја вистина за Александар Македонски, за Кралот над кралевите? Нешто интересно, некој факт? Па постојат многу факти кои што ние не ги знаеме, иако сме од ова поднебија, не интересираат за Александар. Еве, нема да зборувам дека нешто сум го открил, ова сум го открил со други истражувања, не на археолошкиот локалитет Стоби, бидејќи археолошкиот локалитет Стоби, барем ова што во овој момент е истражено од него,
биќе не сме вивнати подлабоко да истражуваме во подалечните времиња, не е нешто поврзано со Александар, но титулата кралот над кралевите е една титула која што во античкиот период ја носел најголемиот крал во тој период. Титула која што се наследувала од владетел на владетел, од владетел на владетел, и кога Александар го победува Дарий III, он ја презема круната како крал над кралевите. И таа останува во потомство, во владение на сите кралеви на античка Македонија, кои што после него наследуваат. И оди до одредена фаза, последен кој што ја носел таа титула и таа круна крал над кралевите е последниот византиски император. Ете, убаво објаснето во интерес на времето, па не толку ние за ова медиумско представување на книгата, меѓутоа ние ќе се видиме и повторно, ќе бидеме гости на твојата промоција, секако верувам дека ќе имаме и покана. Ќе ти посакам успехи со второто продолжение, односно со Кралот над кралевите, да зрееш и созреваш како млад автор и многу публика и многу читатели. Секако благодарам што беше мој гостин ова утро. Благодарам и на поканата, ви благодарам на сите. Така е, почитувани гледачи, Кралот над кралевите во издание на издавачката Куќа Збор можете да си ја набавите во сите книжарници на Збор и секако преку авторот доколку сакате со посвета. Верувам дека ќе ве заинтересира и ова второ дел од нашиот млад автор Панче Коцев. Се интересно кога е Александар Македонски во прашање. Искрено се надевам дека ќе има добар одзив и промоцијата и се разбира продажбата на ова дело.